Сега е 18 часот и 56 минути е време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи, кој го покануваме да ни се приклучи во студијево на македонски корени. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видеолинковското поврзување, како и со звучниот сигнал. Господин Огненовски, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Добар ден, добро вечер во Австралија. Добар ден наши македонци кои што живеете многу години во Австралија, творите и живеете убав живот. Ве поздравувам од Македонија, од Скопје Битола. Ве поздравуваат сите македонци и други народи и народности кои што живеат во Македонија, граѓани на Македонија. Добро ви утро и од мене, господине Огненовски. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи, а се разбира и нас како уредници и водители на македонски корени. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти, но и оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. Се разбира, нашата цел е да зборуваме, да кажуваме, да нудиме решенија, да се забавуваме и да не гледаат сите низ светот. Така, господине Огненовски, вчера се навршија 32 години од независноста на Македонија, поточно независноста на современата македонска држава. Дали сега после 32 години од тој светол ден 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ на референдумот 95% од излезените гласачи гласа за независна и самостојна Македонија, сме позависни или по-независни од она што бевме претходно, односно пред референдумот? Прво сакам на сите во Македонија и во светот да му честитам денот на независноста, вчера тоа беше. Но за жал Македонија после 32-3 години е окупирана држава, окупирана од нашите политички структури, СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци. 32-3 години делата кажуваат дека овие структури политички и нивните злосторнички криминални банди ја окупираа, ја држат Македонија под робство, македонскиот народ и другите граѓани на Македонија, македонски граѓани, почнувајќи од криминалот, корупцијата, завршувајќи до животната средина, да не зборуваме економија, здравство, образование, инфраструктура, земјоделие, спорт, култура, све е тоа уништено и тониме. Продадовме све што може да се продава. Никој со сила не ги натера да го променат името, го промена името. Сега со Бугарија се договараат. Ова влада моментално, заедно СДС, ДУИ и со нивните потронски привезоци, сакаат и ги продадоа македонците во Бугарија, Грција и низ други држави. За жал не се борат за нив. Јас како председател на политичката партија Демократи, ние се бориме за сите македонци, не само во Македонија, се бориме во Бугарија, во Грција, Албанија, Србија, сегде да тие бидат признати. Значи, ние немаме проблем, во Србија се признаени, во Албанија ги признаваат, но се бориме за повеќе права, сегде кај што треба, а поготово Грција и Бугарија, каде што не ги признават дека постојат македонци. И мислам дека сме ние во една катастрофална политичка и економска ситуација денес, после 33 години, на место да бидиме горе, 100-200%, ние пропаднавме 500% и повеќе. Значи, према вас сме позависни. Ние сме премногу зависни, затоа што криминални структури ги водат наши институции и ништо друго не ги интересира, пари, тендери, така да, за жал, одредени држави веќе
имаат податоци за овие политички криминалци, јас ги викам, бидејќи кај нас најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што мотивира, поддржува, поттикнува и го развива стопанскиот криминал, митото и корупцијата, така да на овие луѓе, тие што не представуваат и на меѓународната заедница, не можат ништо да направат, ќе се јави некоја држава и ќе му каже: криминалец, имам на тебе податоци дека крадиш, пустошиш. Ај се овај договор потпиши, ај ова попушти. Значи, македонците, ние како македонци и македонските граѓани, сите граѓани на оваа држава, треба да се избориме прво за достоинството на Македонија. Достоинството на македонскиот народ. И се разбира другите народи и народности, бидејќи ние можеме само така да живееме заеднички сите. И тоа ќе го направиме. Јас живеев 30 и нешто години во Америка, во Соединетите Амерички држави, во Лос Анџелос, се занимавав со производство на филмови, има 2 компании, инаку исто сум дипломиран економиста, работев за мене и за некои мои поблиски, помагав на берзата и ден денес работам, имам огромно познавање и искуство од Америка, како една држава може да се развие економски пред се. Бидејќи без економија не можеме да одиме напред, а исто како да се уништи овај политички, стопански криминал, митото и корупција. И тоа ќе го постигнеме со помош на народот. Господине Огненовски, за заложбите на партијата ќе говориме покасно малку. По повод 32 години од независноста, владата имаше свечена академија, на која академија се обрати неизбраниот премиер Димитар Ковачевски. Неговото обраќање траеше нешто повеќе од 17 минути, во кое обраќање преовладува зборовите нашата земја, нашата држава, наместо Македонија. Ковачевски невообичаено, многу поретко овој пат ја употребуваше кованицата Северна Македонија. Како вие го видовте неговото обраќање, особено неговите пораки за обединување? Видите, тоа е човек манипулатор, доаѓа од криминална политичка партија СДС, така да јас не гледам ништо освен некои фоскули и глупости што ги кажува. Прво пред се треба да каже дека е ова Македонија, а не нашата држава, нашата татковина. Ние сме македонци, ќе си останеме македонци. Ова е Македонија, да се разбереме сите. Значи, дозволи ја името да се промени. Ние како демократи, секојаш велиме и велевме, кога пред 25-6 години почна договорот, преговорот околу промена на името, јас лично и како демократ и како човек, како македонец, не би седнал никогаш да преговарам за промена на име. Ако не се седнеше да се преговара, немаше името да биде променено. Секогаш кога се седнува на преговори мора некој компромис, ова е еден страмен идиотски компромис од нивна страна. Затоа викаме ние никогаш демократи, јас како Јорго Огненовски и се разбира прави македонци нема да седнат за промена на името. Името не се менува. Тоа е забранено, forbidden. Така. That's it. Во You Скопје, cannot, така. you cannot change the name. Only Macedonian people can change the name, and the people who live in Macedonia, Macedonian citizens, if they want. But nobody Ќе wants, земеме right? македонски да зборуваме, бидејќи ова е македонска програма. Рековме за партијата, ќе говориме во вториот дел од интервјуто. Иначе интервјуто го имаме поделено на 2 дела, политички дел и за партијата, заложбите за партијата. Задржете се на прашањето само господин Огненовски, ако сакате. Така, во Скопје пред некој ден се одржа форум на културна дипломатија, кој е во рамките на Светскиот форум за демократија и мир, проект на Институтот за културна дипломатија од Берлин, а домаќин на тој форум беше поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов. Пред да ви поставам прашање, господине Огненовски, дозволете да слушниме дел од пораките на Иванов, но и на поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, како и на поранешниот српски претседател Борис Тавиќ. На светот денес му се потребни лидери посветени на мирот, како што беше Џон Кенеди.
Неопходни ни се граѓани на светот кои се посветени на мирот и грижата за бедните, каква што беше мајка Тереза. Но ни требаат и луѓе кои покрај сите предизвици со кои се соочуваме, знаат да ја слават радоста. What I want to say is that in Macedonia, you shouldn't lose your belief that Macedonia is going to be member of the European Union. That's for sure. All of us believe in that. This is the very soft stomach of European security. Otherwise, I'm not sure that Europe is going to be safe enough and strong enough to be faced with the challenges in the future. Only integrated Europe is going to be able to be competitive on the global market. Господине Огненовски, како го оценивте овој форум и како гледате на овие пораки? Видете, 32 години во Македонија председатели, премиери, министри упатуваат порака. Но јас едно би кажал, нормално, ние сакаме светот да постои мир, сакаме да имаме респект помеѓу државите, помеѓу нациите, тоа како зборувам сега како македонец. Пораките се како пораки, да ви кажем искрено, тоа мене лично не ми значат ништо и јас барам дела. Дела што значи? Никој од светот нормално не може да не притиска нас да промениме име, историја, конкретен случај сега со Бугарија, да Бугарија лично да не признава и да не понижува со децении дека ние не сме македонци, сме вештачка творевина од 45-та, немаме јазик, немаме култура, све тоа било нивно. Историјата ни ја крадат, бугарската држава, бугарските иредентисти, политичари зборувам, народот бугарски си е во ред, македонскиот народ си е супер, така да воопшто не сум воодушевен со ниједна порака, бидејќи кога Јоре Иванов беше председател на Македонија, тој за жал си дозволе без да бидат осудени одредена група на криминалци и политичари да ги аболира. 46-7 од нив, во кој метнати тука, значи спомнав можда Груевски и други, значи не осудени уште, ајде ќе ја помириме. Неговата порака беше ние сите во Македонија, јас се сеќавам, почнавме да се буниме, после месец и по-два повлече таа срамна одлука за аболиција. Тој го кажуваше, ајде да се помират помеѓу себе, да нема тензија. Кој да се помират? Овие две криминални политички партии, нивните криминални злосторнички банди, па тие цел живот соработуваат. Тоа е само фарса пред народ. Овој народ страда затоа што ние досега ни беше репрезентирано СДС, ДПМН, ДУИ и тие таму 60 полтронски партии. Една треба да знаеме. Делата го краса човекот и јас само така ги ценам луѓето. Так. Не можам како председател да си дозволам да аболирам луѓе кои што прво уште не се осудени, а второ, тие се овие тешки кривични дела, како сега што имаме случај во собрание, му тикнало, ајде го променај кривичниот закон. Господине Огненовски, повторно ќе ве замолам да се задржите на прашањата, затоа што за се имаме испланирано. Ќе зборуваме и за тоа што вие благодарам. Меѓутоа ќе немаме просто ако вака одиме, ќе не можеме да ја завршиме емисијата како што треба. Ќе ни треба 5 дена, иначе знам дека се добар говорник. Така. Се извинувам, господине Трановски. Во вторникот владата, или ако сакате пратениците од владачкото мнозинство, со 48 гласа за, на шведски начин со европско знаменце протуркаа закон со кој практично ќе се амнестираат функционерите од евентуални кривични дела кои би ги направиле злоупотребајќи нивната функција, но и оние кои оформиле злосторничко здружение. Следниот ден, поточно во четвртокот, еден ден пред одбележувањето на 32 годишнината од независноста на современата македонска држава, председателот Пендаровски со образложение дека со измените не се правила амнестија за кривични дела, туку напротив, акцентот бил ставен на така наречената проширена конфискација на имот. Го потпиша указот за законските измени на кривичниот законник, кои во средата беа изгласани, како што рековме, во рекордни 24 часа.
Како ќе го прокоментирате ова, господине Огненовски? Видите, многу едноставно. Тоа е стварно амнестија за сите криминалци, политички зборувам функционери, кои што биле досега на власт, кои што украдија милиарди долари, и тоа е точно затоа што тие го намалуваат законот за да можат и овие дела за застарата. Тоа имаме политички криминалци од сите политички структури, почнувајќи СДС, ДПМН, ДУИ и тие нивни коалициони партнери. И ова што го кажува председателот, тоа нема врска. Демек наводно станува конфискација. Епе сега јас ќе опрашам председател, ако ти го намалуваш законот и тој може да застаре од тоа криминално дело на некој од овие политичари, после како ќе му конфискуваш, ако веќе не можеш да го бркаш. И второ, срамотно беше од опозицијата ДПМН да кажам, креираше некој кворум, ние, пак ќе кажам сега, ние демократи морам да потенцирам. Со толку пратеници, ние ќе му го слушавме со обнонијето. Немаше да дозволиме да се одржи таа седница. Не е битно приказната европско знаменце. Се разбира, не треба да се користи тоа европско знаменце сегде. Ова е протнато, какво европско знаменце, какви бакрачи. Луѓе треба да се разбериме, треба да зборуваме реалност овде и вистината. Единствено што може да направиме, значи опозицијата требаше тоа да го направи, да најде начин да ова седница не може да се одржи, ако требаше ќе направи хаос, ако требаше све ќе употреби сите законски и незаконски, да кажам на некој начин, моменти, а не ој да седнае тамо и приказни кажуваат. Исти се сите, тие, ова е договор на народот, помеѓу народот. Еве, јас слушам овие 2 дена, помеѓу народот се зборува дека ова е све договорено, да си помини така. Вие ќе го помините, ние ќе изигруваме као некоја опозиција, ќе излезиме таму со некои пратеници по 5 минути, ќе тресиме глупости и ќе го обидуваме народот дека сме ние тоа. Овие се менуваат, да се кажем искрено, 33 години, нивните злодела се на виделина, така да ние како луѓе, како народ пред се и демократи, не веруваме во овие циркузанти и треба еднаш за секојаш да ги турнеме од власт. Господин Огненовски, напоменавте дека требаше да се излези пратеничката група на ВМРО требаше да излези, меѓутоа тие се парламентарно мнозинство и има доволен број на пратеници да си го одржат тоа гласање, да си го изгласаат, бидејќи не треба двотретинско мнозинство. Да ве убедам во ова што го зборувате дека треба опозицијата да стои тамо и да ја каже на јавноста што работат, ево еден прилог за тоа. Ево со Бети припремивме, вие дали ќе ве убедиме или не, останува на овде и тоа за јавноста да слушни, бидејќи немаме можност да зборуваме со власта, со опозицијата ќе ја пуштиме Дафина што збораше во собранието. Дозволете ми да изразам сочувство до сите семејства во Македонија, чии што членови изминатиот период се лекувале или починале од или заради несоодветна терапија, поради лукративни и морбидни вработени на клиниката за онкологија, чест на исклучоците. Исто така сакам да изразам и жалење што денес е прв работен ден на ова собрание после овој исклучително голем и морбиден скандал, а ние како што гледате и сведочите го започнуваме со една нова седница на која што нема ниту една точка по однос на овој скандал. Да имавме луѓе со морал, чест и доблест, уште во саботата вечер ние овде ќе расправавме за оставка на влада. Да имавме председател со чест и доблест, уште во саботата тука ќе дојдеше да ни се обрати на нас пратениците. И конечно да имавме колеги од владеачко мнозинство со чест и со доблест, денес сите заеднички ќе се сложевме да расправаме по една друга пленарна седница со една единствена точка на дневен ред, а тоа е она што на сите нас ни се случува со болните од рак на клиниката за онкологија. За жал, ништо од ова не се случува, проблемите само се напластуваат, се тргаат настрана и се таложат и како што можете да сведочите, ниту еден проблем не може да се реши ако вака се однесувате и го тргате настрана.
Еден од нив нерешен остана на 18 август со 123-та седница, која што се прекина без никакво образложение, иако дневниот ред беше исцрпен, говорниците завршија со својот збор, а председателот ја затвори таа седница без никакво образложение. Во овој момент на ова место треба да се зборува за проблемот со онкологија, а не на оваа седница да ни подметнувате закони со европски знамења, со скратена постапка, час пред ова да ја нема седницата на веб страната на Собрание, за да сега имаме дополна со еден криминален закон за измена и дополна на кривичниот законник, кој што е всушност само закон за амнестија на владините криминалци. Не знам како не ви е срам и како можете да стоите мирно. Ево, господине Огненовски, затоа треба да бидат пратениците внатре. Ако не се таму, нема Ваше мислење, да дадат такви изјави. може ли да зборуваме? Да, повелете. Да, тоа е ваше мислење, се разбира, јас го ценам, независно дали е погрешно или не. Значи, да се разбериме на работа. Во понеделникот имавме протест организиран од група граѓани. Отидовме таму, бевме повикани сите политички партии против ова што ни се случува. За протестот ќе ова зборуваме Зборуваме покасно, за господин тоа. Огненовски. Кажете нешто во врска со ова. За протестот ќе изјавате зборуваме на покасно дафна. малку. Јас тоа сега го кажувам, таа зборува за онкологија, зборува дека законот го протмрле. Значи тоа сакам да кажам. Не Значи, зборувавме за законот. Ова само ние го поднесовме за да видите дека зошто пратениците Добро. требаше да стоат таму. Значи, јас кажав, не требаше да седат таму. Ако веќе седе, требаше да ја прекинат седницата. Има начин како се прекинува седницата, да не можеше да се изгласа. А не со приказни да кажуват. И ние знаеме кој е Дафина. Дафина доаѓа од криминална политичка партија, тоа се вика ДПМ. Господин Агнески, И вие што да повторно со кажам? квалификувања за кои немате докази. Јас имам докази дека политичката Ајде партија покажете, ги ДПМ не е пуштете ми ги, криминал. ние ќе ги пренесеме. Еве, Дафина еве, е Груевски е криминал, има осуден. направено криминал. Извини, не зборам дека таа има направено криминал. Значи, не ми вметнуваме во уста. Кажувам за политичката партија ДПМ дека е криминална. Има колку сакаш осудени од кај нив во позатвори, да не зборувам за Се водат судски премиери процеси, избира во- тие има дали имат или немат различни за тоа, оставаме на судските Извинете, има, не се водат судски процеси. Се водат и судски процеси, имаат осудено. Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски, министри се осудени. погрешиле си лежат затвор. Да не зборувам. Па нормално, значи е криминална политичка партија. Што има тука? Ама да не се можете расправа? партијата да ја Е, сведите на основу на еден човек. Не сакам да испаѓаме Не, ние дека сме така. адвокати на партијата, затоа ве молам да не влечите кон таа патека. Да продолжиме Еве со влечеме, и вие прашањето. немој да ги браните, ве молам. Не ги бранам, јас само велам дека Реалност. рековме Нема дека проблем. тие што погрешиле треба да одлажат и ќе треба да Може. да одговараат. Меѓутоа не можеме да Продолжи, ги редиме јас сите му во исти кажам. кош. Господине Огненовски, на пленарната седница во Македонското собрание во вторникот, покрај другите точки на дневен ред, беше и точката за Илинденската декларација, која ја поднесоа пратениците од СДСМ. Како гледате вие лично, но и каков е ставот на вашата партија Демократи за оваа така наречена Илинденска декларација поднесена од СДСМ? Гледам никако тоа не ме интересира. Тие све што ќе поднесат, тоа е само колку да се поднеси. Јас све што ќе кажуваат во едни на овие партии што испомнав, што нудат добри работи, тоа е само лага. Еве 33 години се на власт, 33 години прекрасни програми имаат и цело време не лажат. Така тоа мене ништо не ми значи од нив што е понудено. Толку од мене. Така. Она што се случувало во онкологија за многумина одекна како бомба. Најболно е за оние кои се засегнати директно или индиректно, а особено за оние кои починале, како и за оние кои изгубиле свое најмило. Овде сакаме да изразиме сочувство до сите засегнати и најостро ги осудуваме сите инволвирани кои се вмешани во овој невиден скандал, било тоа да се директни учесници или индиректни, и од наше имено и од името на нашите гледачи и слушатели ги повикуваме надлежните да го расчистат случајот, што е можно побрзо и сторителите на ова злосторство на човештвото да одговараат за тоа. Господин Огненовски, деновиве имаше мирни граѓански протести пред владата и пред Министерството за правда, а протести се закажани и за во понеделник сега.
кои протести ние потполно ги поддржуваме и ги оправдуваме. Забележавме дека и вие од демократи преку соопштение ги поддржувате протестите. Дозволете, доколку немате ништо против, за нашите слушатели и гледачи да прочитаме дел од она соопштение кое што вие од демократи го испративте во јавноста, а кое ние го поделивме во 3 дела тоа соопштение. Во првиот дел гледаме дека имате поместено причината за огорченоста, во вториот дел нудите решение, а во третиот дел го повикувате народот. Во првиот дел пишувате: онкологија и македонското здравство се македонскиот аушевац на 21. век и вие не заслужувате многу одамно да се нарекувате доктори, туку джелати и крвници, трговци со нашето најсвето за секое живо суштество, а тоа е здравјето. Ова не било болница за здравствен третман на луѓе, туку касапница, еден вид жолта куќа како персонификација и болна реалност предизвикана од злосторничкото здружување во бели мантили и нивна нечиста совест, водена од алчност по пари, а на сметка на туѓото здравје. Во вториот дел велите: треба да направиме се, вистината за лечењето, односно на нелечењето, да излезе надвор од овие мачилишта за живи луѓе. Потоа додавате: за вас и за ваквиот монструмски криминал потребни се казни кои не дозволуваат застарување на кривичните дела, туку судење по итна постапка на смртна казна или доживотен затвор. Во третиот дел, каде што го повикувате народот, пишува: да излеземе пред влада и да не заминуваме додека нејзините експоненти не ги напуштаат удобните фотели и додека со себе не ги понесат сите своји криминални инсталации во здравството. Народе, јуриш на карциномот во општеството, кое мораме да го излекуваме од гнилежот и турлежот кој го предизвика со своето долгогодишно криминално владење на СДС, ДПНЕ и ДУИ. Одлуката е во ваши раце, народе. Дали и натаму ќе ги бирате овие монголовци или ќе дадете шанса на неискомпрометирана партија како што е демократи, сите злосторници до животно за решетки. Само тогаш ќе има правда и мир во душите на сите болни и уништени човечки животи. Соопштението го завршувате со следнава реченица: сите вечер пред влада со могласен повик за колективна оставка на владата, но и пред ДПНЕ и ДУИ. Да речеме, господине Огненовски, дека сето ова што го пишувате е така, велам да речеме, бидејќи ние не се согласуваме со делот каде што во исти кош ги ставате сите доктори, како и со делот каде што ја вклучувате политиката, користејќи ја маката на сите засегнати со ова голгота, а на сметка на туѓото здравје. Кога го пишувавте ова соопштение, господине Огненовски, дали во предвид ја имавте вашата реална моќ за да го направите барем дел од она кое го пишувате во ова соопштение? Ако е така, кажете ни, кажете им на нашите слушатели и гледачи, но пред се, кажете им на болните и на семејствата кои го изгубиле нивното најмило, како ќе го направите сето тоа? На нас наликува дека се движите скоро по иста линија на оние од власта, кои исто така го осудуваат она што се случувало во онкологија, иако длабоко во нив знаат дека тие се виновни, но мислат дека ќе го излажат народот користејќи ја народната изрека, опростете, ќе биде малку вулгарен, меѓутоа не до крај, поддржете го К па неколку точки илево, да се искарам со К па неколку точки вана. Пред да преминеме на следно прашање, да слушнеме една од пациентите во онкологијата која го испрати вчера, веднаш после средбата со обвинителите, кои го водат случајот, но претходно ќе ви дадам можност да кажете како ќе го направите тоа што го ведувате. Може. Значи да ви одговорам на неколку прашања што ме прашавте. Прво, не мислиме на сите лекари и сестри, мислиме на луѓето што се во онкологија и што ова го праве. Број 1. Број 2, значи кога зборуваме за политички партии, ова не е што ни се случува во онкологија само под водството на ДУИ и на СДС. Нашето државно здравство се уништува 33 години од независноста од 91 година. Кои се уклучени тука и секогаш владеат, секогаш се на власт и СДС, ДПМНЕ, ДУИ со нивните прибесоци.
Тоа значи не се случило овие се, бидејќи сега излезе на виделина, во последно време Фокус го форсира и некои други портали. Значи, нашето здравство е уништено и ние имаме доста лекари, не се сите, чест на многу, имаме добри лекари, медицински сестри, медицински персонал, но доволно таа мала група што го прави, што зема мито. Ние сме сиромашни, не сме ко Америка и Германија, Австралија, да има високи стандарди, па ни бараат, не секој лекар, ама има доволно, што бараат мито и самите лекари, нивните колеги, што се чести сестри, вика, ние се страмиме, овие се злосторници, вика, што го прават. Значи, да расчистиме, втора работа е, ДПМН имаше министри по здравство, владееше и денес владее ДПМН, има повеќе од 40 градоначалници, тие секогаш владеа, независно од дали ја држат централната власт или ја држат локалната власт. Значи, ова здравство е уништено во последните 33 години, благодарение на СДС, ДПМН и ТУИ, и на нивните министри, се разбира, и политичари. Да биде јасно свето да не се лажи. ДПМН е тоа што го кажав. СДС е тоа што го кажав. ДУЕ е тоа што го кажав. Луѓе, не навивајте за никого. А како демократи ќе дојдат? Со помош на народ. Ние единствени сме во коалиција со народ. Јас потекнав од народ. Живеам 6 години во Македонија, Битола, Скопје, живеав повеќе од 30 години во Америка. Не дојдов овде да заработам некој стан. Дојдов овде да му поможам на македонскиот народ и на другите народи и народности. Дојдов да тргнем овие криминални политички банди, независно од која политичка криминална структура потекнуваат. Сите имаат осудени, затоа зборувам за нив, не зборувам за индивидуалци, за имења, а ќе зборувам секогаш и зборувам за тие што се осудени, можам слободно да кажам дека се криминалци. Значи, никогаш не зборувам само генерално, ја кажувам вистината и независно од тоа, затоа ова го кажуваме и ќе дојдеме и ќе ги победиме, независно колку овие моćни се, затоа што на народот му е преку глава. 33 години си селија младите, гледате во Австралија, Америка и други држави, Германија, нашите млади повозрастни стручни кадри ни заминуваат. Македонија самата од себе ќе се уништи ако продолжи овај тренд на иселување масовно, а ова се вика протерување, благодарение на овие сите политички структури. Нема кого да бранам, нема кого да напаѓам. Ако беа кој што треба, сигурно немаше јас да се занимавам со политика. Пред се, јас не сум политичар, нека знае светот, нека знаат сите, дека јас се занимавам со политика од макао што бев принуден и не сакам да бидам слеп при очи, глув при уши и нем при уста. И никогаш нема да дозволам да го газат македонскиот народ повеќе и другите народи, народности во Македонија и да не ја газат нашата убава Македонија. Овие криминални политички структури и нивните криминални банди. Така, господин Огневски, ние во прашањето моје кажав дека не се согласуваме, каде што мешате политика. Сега ќе ја пуштам изјавата на една од пациентите пред обвинителството кога излего од вчерашниот состанок. Се оградуваме од секаков говор на омраза, политизирање или партизирање. За жал, ракот на вистина добива на замав и треба да се фокусираме на тоа за пациентите да добијат подобар третман. Креаторите на политики да искреираат подобри политики, но партиите да си се држат на страна од ова. Ево, ова оди господин Огневски во она што го говорев. Во прашањето поведете. Одинете. На протестот во понеделник беше организиран од одредена група на граѓани и тие повикаа, точно во протестот може да присуствуваат сите, дури се разбира членови на политички партии, само да немаат знаци, да не носиме знамења или мајици и така натаму. И тоа се случи. Јас сум граѓанин на Македонија. Да се разбериме едно. Значи, јас имам право да протестирам независно што сум председател на политичка партија Демократи. Ние овај протест, што сега се случува за онкологија, ние пред месец дена и повеќе имаме протест против уништеното здравство.
против властите што го уништуваат и сите претходни што го уништуваат здравство. И тука спомнавме и за онкологија. Значи, зборувам пред месец и пол пред да се случува протест и му даваме целосна поддршка на сите. Не се работи само за болните и за ова злосторство што се случи во онкологија, се работи за болните, за сите болни. Значи, ние имаме луѓе од 135.000 во Македонија заболени од шеќерна болест, а тие луѓе немаат основни прво немаат инсулин на време, некој чека со недели, нема инсулин, тендерно не работи, немаат игли да се поцкаат, немаат тие што му се мали, како се, не знам точно како се викаат, значи инструменти да ја мерат крвта, шеќер во крвта и така натаму. Значи ние како демократи се бориме, но се зборувам јас како граѓани. Господјата што кажа, таа си кажа, тоа си е незино мислење. Но нема никој право некого да забрани да излезе на протест. Да, господин Огненовски, граѓанско право и човечанство е да излезете како човек, како обичен граѓанин на Република Македонија и да протестирате. Меѓутоа, мешањето на политичка партија во кој контекст на штета ваша оди, не на штета на некој друг. Оти како што ние го видовме, 90% или 70-80% од македонскиот народ и граѓани истото го гледаат. На несакање можеби грешка направивте, меѓутоа тоа е тоа. Не е точно грешка, ние не правиме. Ние се бориме и сега поменувате демократи ќе дојдат да му дајте глас на демократи. Користете момент. Тоа е, пазете, тоа е наш протест кога го организираме. Не е ваш протест, господине, не го организирате вие. Извинете. Не. Тоа е граѓански протест. Се извинувам. Значи, ние како луѓе пред се поддржуваме што е како све што треба да се поддржи за доброто на пациентите, за доброто на луѓето, пензионерите, одржувавме разни протести. Так. И секогаш ги повикуваме, се разбира, да престанат да гласат за овие злосторнички политички банди и криминални. Тоа е ваше право. Таков начин. Тоа е наше право. Значи наше право. Независно господјата што рекла, значи господјата, тоа е незино мислење, тоа е ваше мислење. Зошто велам дека вашето мислење го поштувам независно дали јас се сложувам или не, и нема да го осудувам. Тоа е ваше мислење. Вие ако сакате да кажете, но јас како размислувам, нема друг спас. Верувајте ми. Значи секој граѓанин, независно дали е Ке зборуваме за дали има спас или нема кога ќе говориме за вашата партија покасно. Господине Огненовски, какви се вашите очекувања за овој најголем скандал во македонското здравство? Ќе добие ли епилог овој случај? Ќе ги стигне ли правдата сите оние кои се замешани во овој громорозен криминал или како и претходните скандали ќе се посведочи народната изрека секое чудо за 3 дена? Гледате кои се на власт. Значи тука во ова цела приказна на онкологија, јас кажав, ова се влечи 32-3 години, дојде до ова и во други, верувајте, не само онкологија, вакви најверојатно работи не се склучуваат, уште не е откриено, но знам дека се земаат пари, веројатно можда и лекови му продават, но тоа е друга приказна. Значи нема да ги најде правдата затоа што не се работи само за лекарите и сестрите што биле и други луѓе што помагале во ова приказ да се продаваат лекови, не знам, на црниот пазар према што напиша Фејсбук во Косово или не е битно да му се продава на пациентите тука. Ние тука имаме вклучено функционери. Од министри до влади до пратеници, значи тука се вклучени. Значи, не векам дека тие ги делеле парите, бидејќи немам податоци, но тие доведоа до оваа ситуација. И што е уште поопасно, власта, мавара, независно сега или пред 5 години или 10, ако ова се случувало 20-30 години и сега се открило, не значи дека не се случувало порано. Значи, ние дозволивме, не јас, не вие, значи дозволија власта, пример, да не го ово открие на време и да не го пресече, да го уништи, просто кажано. Ова е, што ни се случило во онкологија, е полошо него Менгеле, тој злосторник што правеше во Втората светска војна. Ова е нешто што ни монструми, можда не е прав збор да се употреби, што колку луѓе, илјадници луѓе не умреа во
онкологија, болни од канцером. Замислете. Значи, тука се пикнати и политичари, и власт, и секој што не се извршија работата, и фактички не верувам дека ова влада ќе го истера. Да, ќе се затвори некој лекар, некоја сестра, толку и така ќе се заврши како истераш. Така. Ќе да знаеме по истрагата. Господине Огненовски, во наредниве минути сакаме да се задржиме на вашата партија Демократи, која деновиве прослави 5 години од формирањето. Честитки. Пред неколку дена ја прелиставме доктрината, односно статутот на вашата партија, кој се наоѓа на веб страната на партијата. Денес ќе поразговараме на неколку точки од истата. Пред да преминиме на тоа, имам едно прашање кое го извлеков од почетната страна на веб страната, кое веднаш ми го задржа вниманието. Таму пишува: човекот центар на нашето дејствување, и тоа со големи букви, а веднаш под овој текст стои: партијата Демократи и нејзините основачи се одзваа на повик. Граѓаните на Македонија имаат потреба од политичка опција која ќе ги замени партиите кои континуирано 3 децении ја уништуваат нашата држава и општество. Под овој текст има 2 овални полиња. На едното пишува стани член, а на другото донирај. Господине Огненовски, има ли потреба Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани од нова политичка опција во ова време во кое што се наоѓа Македонија и македонскиот народ, но и поголемиот дел од македонските граѓани? На која основа ја извлековте таквата потреба за нова опција, односно нова политичка партија? Зарем не го слушате крикот на народот за обединување, а не за разединување и поделби? И секако, дали навистина вие од Демократи мислите дека со донации ќе опстанете на политичката сцена? Пред се, Македонија 33 години е сигурно оди во бездна. Уништувана од сите владеачки партии. Значи, пак ќе кажам, владеачките партии секојаш владеат. Дали преку локално, на локално ниво, со нивните градоначалници, советници, или на централно ниво ја држат власта со министри и така натаму, а и тие се разбрима. Македонија има потреба од честна политичка партија, од честни луѓе со работно и животно искуство, кои што се доволно возрастни да направат промени и сакаат да направат промени, бидејќи ако оставиме Македонија на овие трите политички криминални партии кои што досега водеа со нивните полтронски привезоци, Македонија тотално ќе се уништи. Значи има потреба и затоа ја формираме пред 5 години, дојдов пред 6 години од Америка и одлучив да се борам против ова зло. Второто прашање, подсетете ме, молам, ако сакате. Како ќе опстанете на политичката сцена? Видите вака, да опстанеме на политичката сцена, секогаш ме прашуваат граѓаните, народо, како точно ќе опстанеме, бидејќи требало премногу пари, милиони, милиарди наводно за да се занимава со политика и да ги победиш овие владеачки партии. На Демократи, прво потекнавме ние од обичниот народ, јас цел живот се занимавав во Америка со бизнеси, во филмската индустрија, бев и известно време и тениски тренер, бев и карате тренер, јас бев врвен каратиста, многу пати првак на Југославија, во поранешна Југославија, бев трет во Европа, пети во светот со репрезентацијата на поранешна Југославија во карате. Значи, секој сум се трудел на еден поштен начин да стигнам негде, кога заминав за Америка, работев нон-стоп, како и вие што знаете во Австралија. Кај нас, за жал, овде се гледа, да не зборувам за политичарите, одредена група нивни помошници гледаат само да дојдат до некое си богатство, до имот со крадење. Не се мисли нормално да се работи. И нас пишуваме на страницата, кој сака може да донира, бидејќи сме ние честна партија. Ние не сме политичари, се занимаваме со политика. Јас никогаш нема да бидам политичар, но ќе се занимавам. И нашите луѓе кои што се
во раководството тоа се честни луѓе како мене, повозрастни, имаме и млади луѓе, се разбира, да се избориме, да се спасиме Македонија, да се избориме, да креираме функционална држава и тоа ќе го постигнеме, затоа што, пак ќе речем, ние потекнуваме од народот, кај нас има македонци, има албанци, има турци, има власи, има бошњаци, срби, ние сме граѓанска партија. Ние не сме национална партија и ние сме против што се дозволе во Македонија да имаме партии по националност. Во Македонија може само да имаат партии на Македонија. Так, ќе говориме и за тоа покасно, господин Огненовски. Добро, нема проблем. Имам уште сакам се доста прашања да извлечеме од вашата програма. Во членот 3, кај општите одредби од статутот на партијата стои: партијата Демократи е политичка партија која се основа за освојување на власта со цел преку нејзините политики да развие стабилна и одржлива економија во државата која ќе придонесе за зајакнување на сите области на државниот систем за обезбедување достоинствен живот на сите граѓани на Република Македонија. Господин Огненовски, како планирате да го направите тоа кога за да ги спроведете вашите политики треба да бидете власт или дел од власта? За првото, треба да освоите 61 пратеник, а за второто да коалицирате со некого. Се разбира, ако освоите пратеничко место или места. Имајќи го ова во предвид, реални се ваквите ваши замисли и очекувања како што се наведуваат во членот 3? Како планирате да го направите тоа? Има ли доволно критична маса и со кого би коалицирале доколку освоите пратеничко место? Во Македонија има критична маса, само за жал во овие последни 3 децени народот, слободно можам да кажам, е осиромашен, отчинет, понижен, исплашен. И ние како демократи работиме секојдневно на терен и користиме социјалните мрежи, затоа што повеќето медиуми, поголеми телевизиски куќи и национални, нема тотално блокирано, бидејќи тамо не можеме да ја кажеме нашата програма, нашите цели, како и многу други, можда политички партии, поединци паметни, кои што би можеле да предложат нешто добро да се промени. Во оваа ситуација како што сме, треба се тука паметни луѓе да смениме. Значи, ние, како што кажам на почеток, единствен сојузник го гледаме народот. Не очекуваме на овие следни парламентарни избори да освоиме 61 пратеник. Ние очекуваме да освоиме пратеници, работиме на формирање на блок со одредена група на луѓе, партии честни, да кажам, ако веќе постојат такви, и ќе видиме што ќе се случи, но целта ни е, се разбира, да се влезе во собрание, со што повеќе пратеници. Кој ќе дојдеме, кој ќе влеземе, значи ние не правиме коалиција ни со овие трите владеачки партии кои што владеат 32-3 години, не смееме, бидејќи со тоа му даваме легитимитет. Од кој ќе добиеме ние пратеници, ќе размислиме и ќе донесеме одлука, господине Треновски. Така да, тоа е нашата размислување и веруваме Така. длабоко дека народ се пробуде и ќе промени менталитетот и ние како луѓе пред се, како демократи, сакаме и го кажуваме тоа сегде дека не треба од никого да се плашиме. Македонија е наша доста држава. прашање да опфатиме од вашата програма, ако може да не сте толку долги во Добро, одговорите. благодарам. Нема проблем. На веб страната на Демократи, како што реков предходно, не ја најдовме доктрината на партијата, но најдовме програма со која се представивте пред гласачкото тело на вонредните парламентарни избори во 2020 година. Господине Огненовски, дали се уште ја имате истата програма и заложба, која, мора да признам, е скоро иста со програмите на сите останати политички партии во Македонија и која е доста примамлива? Ако одговорот е да, ве прашувам како ќе ја спроведете, бидејќи од вака, напишано само на хартија, нема корис, а најмалку има корис македонскиот народ и македонските граѓани, а со тоа и мила Македонија. Програмата е слична нешто, ние секогаш сакаме и додаваме нормално и пред избори и ќе додадеме на нешто на програмата. Програмите на сите политички партии се прекрасни, затоа што нормално со тие програми веќе 32-3 години доаѓаат на власт
но за жал од тоа ништо не се исполнува еден мал дел. Ние како демократи, пред се како луѓе, сакаме да бидеме реални. Значи, како можеме нашата програма да оствариме, се разбира со влегување во собрание и да бидеме дел од владата. Затоа реков, кога ќе дојдеме во собрание, ќе одлучиме со кого ќе правиме коалиција и под кои услови, бидејќи ние имаме одредени точки кои што мора да се исполнат за да направиме коалиција со некого. Ако не, тоа ќе си останеме во опозиција, додека еден ден народот не ни даде 61 пратеник. На самиот почеток на програмата стои: политичката партија Демократи е граѓански концепт на партија која работи пред се за доброто на граѓаните и на државата. Демократи предлагаат да се направат суштински промени во сите области на политичкиот, државниот и општествениот живот, кои континуирано се урива минативе децении. Сите сме сведоци дека во овој период Македонија назадува во секоја област од живењето поради погубните политики кои ги водеа СДСМ, ДПМН, ДУИ и нивните коалициони партнери. Тоа се политиките кои го обезвреднија нашето живење и доведоа до масовно иселување од домашните огништа. Господине Огненовски, како што Бети напомна, вие учествувавте на водвените парламентарни избори во 2020 година со поднесување на кандидатски листи за сите изборни единици, но немавте никаков успех на тие избори. Поддршката на македонските граѓани изостана, односно не ја добивте. Ја научивте лекцијата од народот како да постапувате доколку сакате навистина да ги спроведете вашите програмски цели и да ја помогнете на Македонија и на македонскиот народ. Исто така приметуваме дека другите политички партии ги условувате со нивното вистинско име, а ВМРО ДПМН ја обезличувате. Зошто и со која цел го правите ова? Благодарам. Прво, изборите не ги сметаме дека беа легитимни, сметаме дека беа криминални. Повеќе причини за тоа има. Ние се бориме да се промени криминалниот изборен законник. Значи, без промена на криминалниот изборен законник, на овие владеечки партии му дава огромна предност. Ние одење на избори под овие услови како да одиш во касапница. Значи, ние во Македонија не сме имале легитимни избори. Све се краде, све се местат. Еве ќе ви кажам еден пример, зошто, само еден пример да не должам, зошто се нелегитимни. Тие ги заплашуваат, сите политички партии користат метод на заплашување. Ќе ви збркаме работа, вработени околу 150-200 000 во јавната администрација, брука невидена, на 1,5 милион народ, и ги заплашуваат. Значи, доволно е закани. По тоа ги сметаме нелегитимни, а да не зборувам за многу други точки. Се бориме да се промени криминалниот законник, се разбира сега итно, но ние немаме пратеници доволно да го изгласаме и тоа е нашата борба да го слуша народот Македонија и да каже овие луѓе зборуваат нешто не за нив само да биде во наша корист, за демократи, да биде корист за едните генерации. Значи, ако немаме ние фер и демократски изборен законник, тогаш секогаш на власт ќе ни доаѓаат криминалци, политичари криминалци, бидејќи тие ги спроведуваат. И затоа сакаме да воведеме една изборна единица, отворени листи, без праг, подеднакво финансирање на изборите, подеднаква застапеност на медиумите. Замислете ние. Да, благодарам. Значи, нашата верба, доверба е во народот. Народот, ако ни ја дај довербата, добро, ако народот понатамо продолжи да ги избира овие криминални структури, тоа е нивна желба и тоа е тоа. Так. Токму една од тезите... Но нема тога да го прави. Една од тезите за кои ќе се залагате вие од демократи е промена на начинот на финансирање на политичките партии. Ќе сакате ли малку повеќе во кратки црти да го објасните тоа? Наставно е. Политичките партии се финансираат на основа колку пратеници ќе добијат и на основа колку пратеници имаат во собрание. Преку годината, во 4 години, кога некој е на власт, партијата што има најповеќе пратеници, тие добиваат, пример, по 1,5 до 2 милиони евра за финансирање на нивната редовна дејност во годината. Исто добиваат за нивните аналитички центри, донесен за закон, дека првите 4 партии кои што имаат најповеќе пратеници, независно петтата дали има 20 или 10,
нема да добива аналитички центар и пример ТПМН СДС добиваат околу по 200-300 илјади евра годишно на тоа. А помалите партии, пример, добиваат 0 или добиваат 10, 20, 50, 30 илјади. Со тоа што зборуваме за партии кои што постојат повеќе години. Ако сте сега партија нова, тоа нема ништо. И второ, што е уште поважно, значи на избори кога одиме, што се прави? 97% од парите, ако има 10 милиони, пример се, време трајање за да се емитува на телевизија, ние имаме по некоја секунда, тие имат со минути, а за парите 90% тие ги добиваат сите партии што имаат своји представници. Сега да прашаме едно прашање, ние почнуваме со нови избори. Треба се да се почнува нула, сите што се во трка за гласови и што учествуваат на изборите треба да добиваат подеднаква сума на пари. Како тоа? Тоа било порано. Колку вие сте имале, сега почнуваме нула. Ова не го зборуваме демократи да добијат 50, 100, 200 илјади. Не зборуваме за идните генерации. И тука го гледам проблемот и она што го кажав, тоа е тоа. За се направат вакви промени, треба прво да бидете внатре. Вие од демократи исто така велите дека ќе се залагате, доколку влезете во собранието, за намалување на бројот на општините. Како планирате да го направите тоа, кога еднаш веќе имаше територијална поделба, се сеќавате кога овие од СДСМ велеа дека некои прашања не заслужуваат одговори. Како планирате да го направите тоа? Изводливо ли е тоа, имајќи го во предвид дека еднаш стекнато право не може да се изгуби? Изводливо, како беше изводливо да се промена, да се прошират по општини, бидејќи беа помалку општини, па станаа повеќе. Ова е изводливо, бидејќи ние ќе се бориме со сите фактори, независно од која нација, националност, политичари доаѓаат, дека ние да изградиме на демократска, пред се слободна, економски и правна држава, мојтна, бидејќи Македонија е мала држава, знаете, многу малце народ, имаме лесно се менаџира, ако дојдат честни луѓе и професионалци, тогаш ќе се избориме, зошто да не. Значи, можда во политичарите имаат многу луѓе кои што, еве, и краделе, пустошеле, но има и честни луѓе кои што, независно по вера, нација, сакаат заеднички да живееме, да направиме една држава. И ние веруваме во тоа. Нема друг начин, ако не веруваме дека тоа можеме да го направиме, тогаш нема потреба ние да се занимаваме со политика. Надежда умира последна. Така. Во програмата на партијата се поместени следниве заложби. Намалување на бројот на министерства и на државни органи, дека се залагате за една изборна единица со отворени листи без праг во истите, како и за укинување на можноста за регистрација на партии со етнички предзнак и етнички програми, определби и заложби. Намалување на бројот на пратеници и укинување на нивниот пратенички имунитет и ќе се залагате за укинување на можноста пратениците после верификацијата на мандатот да преминуваат во други политички партии или да делуваат самостојно. Господине Огненовски, вакви заложби можеме да видиме и кај други политички партии кои претендираат да бидат власт, или пак се веќе дел од собранискиот состав, без разлика дали се дел од владеачкото мнозинство или опозиција, но досега не успеваат. Како вие планирате тоа да го направите? Како ќе го убедите гласачкото тело и на кој начин планирате да го спроведете ова за што се залагате? Реални ли се ваквите ветувања и на што ги темелите? И овие сите ветувања се реални. Самата кажавте, господју, дека и други партии се залагат. Ајде да видиме, ако е тоа вистина, тогаш ќе коалицираме со тие партии кои што се залагаат за овие промени, или ќе соработуваме во најмала рака и ќе ги донесеме тие промени, ако кога ќе демократи се разбира, имаме пратеници во собрание, без тоа не можеме ништо. Ова е само на хартија што рековме. Значи, верувам во овие сите промени. Зошто ова го кажувам? Не го правиме ние овие како демократи за демократи партијата да добие 80 пратеници и да има апсолутна власт. Го правиме ова, значи предлагаме промени кои што ќе бидат вековни за наредни 1000 години.
да ту ставите на некои држави, не се менуваат со стотици и стотици години, кај нас Патал го направи уставот. Значи, јас се сложувам и верувам во се што нудиме дека може да се оствари. Демократи сами не можат, но заеднички со другите пратеници можеме да направиме чудо. И зато реков, ние можеме коалиција да правиме од после избори, кога ќе имаме пратеници, но под одредени услови. Еве се конкретно за овие. Ако се сложиме со одредена политичка партија што има пратеници, и повеќе од нас се разбира и да има, ние ќе седнеме и ќе кажеме, под овие услови коалицираме. Ако работиме, еве ти еден пример сега со Бугарија, да не навлегуваме, ти имате прашања други, што е, значи ние како демократи викаме итем прекина преговорите со непријателска Бугарија. Бугарија не е нас пријател. Ова никој не го кажува. Итем прекин, итем распуштање на комисијата за ова и така натаму. Тоа е тоа. Веруваме и мора да веруваме. Така. Господин Огненовски, како што гледаме во програмата на вашата политичка партија Демократи, имате наведено прилично голем број на програмски цели, кои морам да признам се одлични, но уште попривлечни се кога се напишани само на хартија. Но сега доаѓаме до главното прашање. Како планирате да го направите тоа, бидејќи неколку пати тоа го повторивме, кога вие знаете дека за да го спроведете тоа, најпрво ви треба да формирате влада. А да формирате влада, односно да бидете дел од неја, тоа е невозможна мисија, особено ако настапувате самостојно. Едно е желба, а друго е да ја остварите. Хартијата трпи се и сето она што го наведувате во програмата е одлично. Мислам дека одреден број ќе ве поддржбат, но од друга страна се плашам дека таквите ќе бидат разочарани, да не речам изманипулирани, бидејќи тоа е можеби веќе претежок збор. Се плашам дека вашата заложба да ја помогнете на Македонија и на македонскиот народ ќе останат само пропадната желба, бидејќи сум убеден дека нема да можете да успеете, имајќи ја во предвид реалната слика на политичката сцена, а на сето тоа плукајќи по онаа партија која вистински има сила и моќ да направи промени, си ја затварате вратата за соработка. Господин Огненовски, пред да одговорите на логичното прашање како ќе успеете да го реализирате она за што се залага вашата партија, сакам да ја погледнете реалноста во очи. Свесни сте дека за тоа не се потребни само желби, знаење и експерти и умови и дека тим од експерти сам по себе не е доволен. Реалноста говори нешто друго, господин Огненовски. Потребни ви се бројки и тоа многу голем број, неколку стотици илјади. На изборите во минатите излегува околу 1.120.000 гласачи. ВМРО ДПМН од статистиката која што секој може да ја види, и коалицијата усвојува околу 450.000 гласови, некаде некојаш 100 повеќе или 100 помалку, сега само околу 420.000, дуи и другите албански политички партии околу 190.000, а другите политички партии освои околу 40.000. Потоа неколку илјади има секојаш неважечки гласови и толку се гласовите. Како ќе успеете и од каде ќе ги црпите луѓето кои ќе гласаат за вас, бидејќи друг извор освен неопределените нема, а на неопределените се надеваат и уште други 30 политички партии. Може ли да зборувам? Да. Благодарам. Видите, ние не се формиравме да одиме да му бидиме некој привезок на, како што спомна, некои поголеми партии. Ние сме опозиција, ние се бориме против нив. Ние, пак ќе кажам, дека на овие партии денот му се наближува да ги пуштиме во мрачната македонска историја. Ние како демократи не сакаме овие партии да ги вртиме една па друга, гласајте за помалце злосторничка партија или поточно кажано гласајте за помалото зло. Ние се формиравме да бидеме фактор број 1 во Македонија и еден ден тоа ќе постигнеме со помош на народот, на македонскиот народ и сите други народи и народности на кој му е преку глава од овие сите партии. Хубаво кажавте статистички податоци, но секој дневно и годишно кој ќе гледаме на овие партии броја му опаѓа. Последниот пат му опадна драстично. Така да тие не само што одредена група веќе ни се приклучуваат сега од овие партии, туку има група на луѓе што не гласале или никогаш не гласале или нема да излезат на гласање,
тие не се можно гласачко тело. Чекор по чекор ќе освојуваме пратеници, чекор по чекор ќе се бориме против сите кои што немо мислат добро на Македонија. Ако го променат правецот, овие политички партии се разбира, ние, како што реков, откој ќе добиеме пратеници, ќе разговараме под услови наши, не нивни, и ќе влеземе во коалиција. Ние воедно веруваме. Не треба да бидеме на власт, затоа што ако ние одиме и се продаваме како што се продаваат тие 60-50 мали политички партии кои што влегуваат во коалиција, а вие знаете дека нивните председатели ќе добијат нешто или партијата ќе добие некое место, некое советниче, некој се задоволуваат, се разбира нешто поголемо, како што е пратеници, тие фактички никој од нив нема мисли добро на оваа држава, на Македонија, на народ. Македонскиот народ и македонските граѓани. Демократи ќе го продолжат овој пат. Ние сме во коалиција со народот, ќе успееме, независно колку изгледа тоа тешко, невозможно, и секојаш пак ќе кажам дека ние не сме против ни една партија, независно што овие уништувале досега. Ако тие во иднина сакаат што ние предлагаме да го остварат, зборуваме да се промени криминални изборен законник и сите други работи што треба да се направат, да се уништи овој политички криминал, митото, корупција, да се врати богатството што е украдено. Ние, кога зборуваме за законите ги променеа, ние предлагаме вака. Ние предлагаме за вакви луѓе кои што украле огромна сума на пари, а не се работи дека украле милиарди. Гледате, со тоа индиректно тие убиваат стотици илјади луѓе, ги осиромашуваат, од стресот луѓето умираат во Македонија, здравството ни го уништија, болниците здравствени, јавните установи ни ги претвори во мртовечници. Гледате што ни се случува во онкологија и на други места. Значи, уништуваат се. Индиректно тие се убици. Луѓето што ги крадат парите, наместо да се градат болници, наместо да се плаќат повисоки плати за доктори, лекари, за медицинскиот персонал, тие индиректно нас не убиваат. Мајка ми, татко ми на болнице, и лекарите што беа не сакаја да ги примат. Јас бев тамо лично пред година дена, сега на 16 година ден ќе правим. Ме убедува хирурго и кардиолого дека не да си ја земам дома за 3 дена, ќе да дојде и све окей, тоа е некоја водена жлезда, глупости ми кажува. Само да ми избрка од болницата. Луѓе, јас сум свесен човек. Знам, интелигентен. Јас го молам докторот да остани, жената може да добие, замислите, гангрена. Другиот ден паѓа дома во несвест, се носиме за 5 дена, умира, тој пишува гангрена. Приме во ова. Верувајте ми, јас ова го кажувам од срце и од душа. Јас немам никаква потреба да се занимавам со политика. Јас сум пред се човек, спортиста, бизнисмен, мене не ми треба политика. Ама новие години, еве, маката што викам ме натера и заедно со сите од демократи и народо, кој што, а имаме огромна сума, еве, скоро 60% не излегува да гласа, на нивните последни тестирања, што беше, значи што се правеше анкета, кажуваат негде по 39%. Господине Огненовски, тие не изликуваат затоа што го гледаат, разочарани што гледаат несогласувањето и кавгите меѓу политичките партии. Не можете да ги натерате нив да гласаат. Не се надевајте на нив. Нема, не излегуваат. Бараат обединување, не разединување. Зато не излегуваат. Разбирам во целост, тоа е нормално, вие тоа како кажувате, го мислите. Видите, јас ги сваќам луѓето и тоа е точно, но ние треба не да ги убедиме луѓето, да им кажеме што е, каква е ситуацијата и дека не треба да се разочаруваат. Оти многу луѓе викат, јас поќе не излегувам на гласење, ако се нека пропадне. Тоа е погрешна одлука. Ако ние не излеземе на гласење, нормално, ако не излеземе на гласење, ако не се бориме за подобро. Демократи не се борат против никого, некого да уништиме, не. Ние се бориме за подобро на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани. И да ни живее Македонија, да живее народот, тоа е најважно. Да живее убаво. Доста е вакова мачење, вие сте Австралија, јас Америка, ние сме Америка, Австралија се богати земји, имаат систем. Овде нема систем. Овде кој дојде на власт, мисли дека ова е нивно, буџето народен е нивен и сега може да кради.
И тоа го слушам помеѓу политичари. Точно, каде ќе а оди не во сега сме во затвор. опозиција. Така. Кој направил прекрасно. Ќе скапат по затвори. Еве порака му пуштаме од демократи, тие што се огрешени ќе си скапат по затвори. Господине Огненовски, во наредниве неколку минути дозволете да го кажеме и нашето видување за вечерашниот разговор, а после тоа, доколку сакате, можете и вие да додадете нешто. Од сето претходно кажано, не сме сигурни покрај големата ваша желба дека не убедивте. Би се чини дека ако останете на ваквиот приод, така речено одите со главата во зид, како што вели познатата македонска поговорка, наместо да ја искористите вратата. Начинот кој го избирате не само вие од демократи, но и другите политички субјекти кои начелно се против владата на Ковачевски, во суштина им помагате на оние кои продадоа и предадоа се што е македонско. Доколку навистина сакате да обстанете, да обстане Македонија и да обстанете и вие, и да се поврати се што оваа ненародна влада нели го продаде, време е за се македонско обединување со партиите кои стојат на браникот на одбрана на македонскиот национален идентитет, а не е време за понатамошни делби и разединување. Токму така, време е да прифатите подадената рака на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, која и покрај тоа што во минатото има направено неколку грешки, во нивните одлуки сепак е единствената засега опција која има сила, моќ, знаење и пред се желба да направа Македонија подобро место за живење. Време е да се зајакне македонскиот политички блок со освојување на 70-тина, па дури и повеќе пратенички места во законодавниот дом заради спречување на уцени и постепено враќање на сите штети и злодела кои оваа ненародна влада и ги направи на Македонија и на македонскиот народ, но и на македонските граѓани. Време е да се седне и да се размислува со трезвена глава, без да се одработува за други туѓи интереси. Време е да се послуша гласот на народот за се македонско обединување. Време е да им се покаже каде им е местото на сите оние кои направија зло на Македонија и македонскиот народ. Време е да им се покаже каде им е местото на оние кои рушеа за време на шарената револуција со паролите "Нема правда, нема мир", а сега седат во удобните фотели и се појавуваат само по потреба заради политички поени. За крај го оставивме најважниот повик, а тоа е повикот до македонскиот народ и македонските граѓани. Време е да се пробудиме и да го слушнеме крикот на заедничката ни мајка Македонија, која не моли да ја помогнеме да ги излечеме незините рани кои ги нанесоа во последниве 7 години. Време е нашето најголемо височество, непрекоснованото право, правото на глас, да го насочиме на вистинското место за вистинската опција. Господине Огненовски, за крај имате ли да додадете нешто повеќе околу ова? Имам да додадам. Повелете. Јас порака упатувам да се обединиме сите честни македонци. Со нечестен македонец не се обединува. И не можеме да се обединуваме. Тие што пустеа, уништуваа, крадеа, распродаваа, разнебитуваа 32 години, нема да му простим. Тие треба да завршат по затвори, да се одземе нивното богатство. И само така Македонија ќе оди напред, затоа што не е во прашање само СДС, туи во прашање се и ДПМН. Да ни е вечна и вековита Македонија, да ни е вечен и вековит македонскиот народ и македонските граѓани, да ни живее Македонија. Се надевам дека ќе го преслушате ова што говоревте и вие и ние оваа вечер и ќе извлечете позитивна поука од сето ова, бидејќи нашата заложба со Бети е секогаш обединување, а не разединување. Како што рековме, разединувањето оди во полза на оние кои што управуваат како што управуваат во последниве 6 години. Ви благодариме многу. Така, ви благодариме за учеството во Благодариме. Македонски корени. Посакуваме успех во вашите планови, нека бидат за обединување и за посилна Македонија. Секое добро до вас, пријатно до слушање и до видување овде на Македонски корени. Пријатно. Пријатно. До слушање.